Сите треба да внимаваме и во секојдневниот живот, да покажеме човечност, да покажеме хуманост, да подадеме рака кога некому е тешко. Меѓутоа, за таква солидарна обврска, па дури во работниот однос, навистина е потребна голема толеранција и се разбира пред се љубов кон она што го работиме. Една од најубавите, меѓутоа и најтешките работи е да се чуваат малечки деца, да се подигнат, да се воспитаат, да се изнесат, што се вели, на прав пат. Со оглед на тоа дека во медиумите буквално бевме, ќе кажам, растревожени од неколку настани, не само овој настан кој што го имавме во игротеката во Скопје, кога даделка буквално, можам да кажам дека претепа малечко 2-годишно детенце, исто таков случај имавме и со бебенце пред неколку месеци. Од тие причини за тоа кому му ги оставаме децата, меѓутоа и како, на кој начин родителите треба пред се да се фатат во костет со овој проблем. Денес заедно со нас Сања Аризанов, председател на Македонската асоциација на даделки. Од друга страна би споменала дека станува збор за едно професионално здружение на лица кои што работат во системот за згрижување на дечиња, нега на стари лица и управување со домаќинство. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата и добро утро на сите гледачи на Сител телевизија. Пеле, јас ќе почнам со првото прашање. Пеле нададе вовед една од причините за вашето гостување е последниот случај во населбата Аеродром, кога во игротека, значи сите го видовме тој настан. Кои се, на кого ги оставаме децата на чување? Кои се тие личности? Се води ли некоја евиденција или поминуваат низ некој филтер? За почеток можеме да се осврнеме на законска регулатива што ја имаме во нашата држава. Ова професија е регулирана со Закон за заштита на деца и самиот закон предвидува кои всушност се даделки, односно негователки на деца и на кој начин можат да се стекнат со лиценца. Во тој дел правиме разлика помеѓу негователките кои што работат во детски градинки и негователки кои што работат во домашни услови, во сопствен дом, како физички лица или во домот на семејство. Тие се опции што ги имаме на располагање. Во однос на стекнување на лиценца, кога ќе погледнете во закон, ќе видите една низа на документи кои што треба да се поднесат во Министерството за труд при комисија за лиценцирање. Меѓутоа, зад сите тие документи, она што ние го гледаме како основен проблем, немаме образование. Секое лице со било какво средно образование може да поднесе документи и да полага за лиценца. Во сите други професии е обратно. Вие не можете да бидете доктор ако немате завршено факултет, не можете да одите во медицинска комора и да побарате дозвола за работа. Исто така и сметководител, исто така и адвокати. Сите ние мора да имаме некој образование пред себе, бидејќи лиценца е дозвола за работа. Сертификат или диплома е потврда за наши вештини, знаења и компетенции кои што ги имаме. Во момент Може ли да ни објасните какви тестови, велите, поминуваат низ одредени квалификации, оние кои што ќе бидат кандидати за чување на дечиња, и сега низ какви тестови минуваат? Што е она што може да потврди дека таа одредена личност е квалификувана за да ја го оставиме нашето дете? Лиценцирани даделки поднесуваат документ дека не се осудувани, уверение за образование, уверение за лекарско уверение, уверение за да не им е одземено родителско право и да не им е изречена забрана на вршење на дејност. Со сите тие документи се пријавуваат во Министерство и полагаат за лиценца. Тест за лиценца е тест кој што е multi-choice, значи на повеќе прашања со повеќе избор, кои што се полагаат на компјутер, има некои 20 на прашања за негователки. Резултати покажуваат дека многу голема проводност има и дека не е потребно повеќе од 15 минути да се реши тој тест. Значи, тоа се прашање буквално од општа култура. Што би направиле ако детето плаче, ја го боли стомачето и така, дали има, да речеме, некои одредени спецификации, што ќе направат доколку детето се гуши, на кој начин ќе реагираат доколку се случи некаква непогода од типот на лапнало некаков предмет, или пак можеби како во мојот случај, кога ми се случи еднаш, па можам да кажам дека буквално јас како мајка остарев неколку години, кога си играше мојата ќерка со пластелин, па си стави пластелин во носот, па потоа го вадевме и така натаму. Значи, на секој може се да му се случи, но дали знаат како да постапат во тој случај овие лица кои што добиваат лиценци? Не е задолжително да знаат вакви вештини. Ние пред
некои 2 години токму тука кај вас промовиравме обука за педијатриска прва помош заедно со еден проект и бевме многу горди на тоа бидејќи мислевме дека тоа ќе влезе како задолжително образование како вештина за негувателките, меѓутоа тоа до ден денес се нема случено. Значи нема никаков стандард во кој што вие може да ги процените квалификации. Бидејќи ние имаме, јас ќе наведам еден пример, бидејќи ние имаме верификувана обука за негувателки во Министерство за образование и наука, истата ја спроведуваме во Скопје. Ова година имавме случај во кој што кандидатка која што дојде на обука, ја помина обуката, меѓутоа и со сите тие документи што ги бараме и ние, меѓутоа од ментори, негувателките од градинки, медицинско лице, психолог кој што е обучувач и други вклучени во обуката не ги доби доволни оцени за да се стекне со сертификат. Зошто? Негувателка на деца. Покажа несоодветно однесување во текот на обуката, покажа дека не е во состојба самостојно да ги врши било как обврските околу децата и врз основа на тоа ние издадовме потврда дека кандидатка посетувала обука, меѓутоа не издадовме сертификат. Бидејќи образованието не е услов за лиценцирање, иста кандидатка поднесе документи за лиценцирање и може да полага. И веруваме дека утре ќе се стекне со лиценца. И се прашуваме што правиме тогаш. Добро, дали има некој кој што ги надгледува овие работи? Дали има некој во државава кој што буквално ќе каже дека тој закон за да може да се чува дете и да може на тој начин да се заработува, дека е потребно таа личност да биде, ако ништо друго, барем малку медицински подкована, да има пред се барем некаква си педагошка настава поминато, затоа што дури и студенти кои што нели учат на компаративна или на некаква си друга книжевност не можат да бидат професори доколку не положат педагошки испит, па на педагогија полагаат и педагошки. А во случајов најмалите дечиња без никаков закон, колку што можам да разберам, се оставаат на лица кои што со педагогијата немаат буквално никаква врска и психологијата. Во принцип законот прави разлика помеѓу негувателки и воспитувачи. Воспитувач е како некој што прави што го спроведува образовен процес, едукативно образовен процес во градинка. Меѓутоа, што правиме со негувателките кои што работат во домашни услови? Закон јасно предвидува дека една негувателка може во свој дом, доколку се регистрира како физичко лице, да чува до 5 деца. Меѓутоа, пак се враќаме на тоа, таа негувателка може да биде со било кое средно образование и без било какви потврдени вештини и квалификации. Значи никој во државава не го регулира. Барем психологија, психолошки тест. Законот го регулира на еден специфичен начин. Ние имаме поднето неколку пати иницијатива за одредени измени за унапредување. Ова година закон има одредени измени, меѓутоа во делот кој што се однесува на вработените во градинки. Сепак, тие што работат во домашни услови се оставени на лиценцирање и лична процена на тој што вработува. Дали има контрола над некој од нив Министерство за труд и социјала, дали некој успева да стигне да ги исконтролира? Имаме случаи, нели, родители и семејства приморани се да го направат тој чекор, меѓутоа се соочуваат и со проблеми, но да доаѓа до промена на дателка, на негувателка, меѓутоа дали некој контролира зошто е направена таа промена, дали имале проблеми децата, семејството, како што беше случајот сега? Министерство има инспекцијски надзор и ние веруваме дека они вршат контрола. Не навлегуваме, не можеме да потврдиме ни да вршат, ни да не вршат, меѓутоа, значи они си имат редовна годишна програма и веруваме дека вршат инспекцијски надзор во установи кои што се агенции кои што се регистрирани според законот. Меѓутоа, од друга страна, вие имате и агенции кои што не се регистрирани и каде што дури ни Министерство не може да направи ништо, зашто они треба да претпоставуваат дека во одредена агенција се посредува за негувателка на деца, а имаме многу повеќе нерегистрирани агенции кои што посредуваат отколку регистрирани. Од која возраст вообичаено започнуваат родителите и семејствата да користат негувателки и до која возраст, знаејќи дека нели тоа е најчесто пред се оние најмалите кои што се да кажеме до училишна возраст,
второ, трето одделение? Па вообичаено семејства ангажираат дадилка за деца од новороденче, меѓутоа повеќе да речеме од 6 месеци и нагоре, па до некаде 3 годишна возраст. Веќе на 3 годишна возраст децата пројавуваат веројатно и порано, меѓутоа мислам дека тогаш родителите се чувствуваат посигурно да ги остават во градинка да се социјализираат и веќе да почнат со одредени воспитно-образовни и едукативни активности во таа предучилишна возраст. Доаѓаме до тој момент сега колкава е цената на пазарот, дали е оваа работа на дадилки доволно платена кај нас? Според законски рамки, да Видете, зависи што е за кого доволно. Меѓутоа, она што можеме да го кажеме е дека просечна плата на негователките се движи некаде од 15 до 18.000 денари за полно работно време, што го знаеме од истражување на пазарот на труд. Меѓутоа, се поставува прашање, зборуваме за нето плата. Голем предизвик за негователките и за да речеме квалитетни лица кои што би се вклучиле во систем за згрижување на деца и би ја препознаеле ова професија како нешто во што сакат да се развиват, е тоа што начин на нивното осигурување. Значи, како и на кој начин една негователка може да се стекне со работен стаж, а доколку е сето тоа префрлено на терет на семејство. Колку семејства може да се дозволат, значи, таа нето плата плюс плаќање на придонеси, и на кој начин семејства може да ги вработат и така натаму. Тоа се големи прашања кои што понатаму треба да се разрешуваат и кога гледаме дека градинките се преполни, се повеќе и повеќе, значи ова прашање влија и на мајчински и на родовиот јаз. Како да очекуваме жените да се враќаат на пазарот на труд, да продолжуваат да работат доколку немаат соодветни, квалитетни, алтернативни начини на згрижување на деца. Некогаш децата, значи, имаат послаб имунитет, не можат да посетуваат градинка од таа мала возраст и родителите имаат можност, да речеме, да ангажираат дадилка, меѓутоа ако префрлуваме целосен терет на родителите кои што се при тоа и даночни обврзници, на кој начин можеме да го регулираме тоа? А имаме голем број на невработени лица кои што може би потенцијално би се вклучиле во ова, ама сепак со тоа да имат да остваруваат одредени права од работен однос. Така. Знаете што, уште нешто би сакала да поразговараме и веќе го повториме повторно и случајот. Имавме една дадилка со 3 дечиња. Предпоставувам дека и таа дадилка работела на полно работно време, како и сите дадилки, како што велите. Кажете ми колку се реални очекувањата на родителите дека една жена од 59 години ќе може да се справи со 3 дечиња, од кои што 2 на 2 годишна возраст, како беше, не знам случајот, вие сте сигурно и поупатена, а едното, ако не се лажам, беше малку поголемко. Од она што го разбравме, се работи за 3 близначиња, меѓутоа, бидејќи немавме директен контакт со семејство, не би можела со сигурност тоа да го тврдам, ама од она што можевме, што се достапни информации, се работи за 3 деца на иста возраст, на 2 годишна возраст. Очекувањата на семејства предпоставувам дека дадилката ги уверила дека е способна да ја врши таа работа. Од една страна, ние како здружение, како асоциација ги охрабруваме дадилките да се развиват, да се усовршуваат и да превземат одговорноста кон тоа што го работат, да не им биде страшно доколку треба да чуваат 2 деца. Меѓутоа, навистина се поставува прашање што во случај, еве имате 2 деца, имате 3 деца, кои се близнаци, кои се на иста возраст, дали навистина една личност може да се справи со нив. Она што го имаме како искуство, семејства, да речеме на близнаци, 2 деца, понекогаш барат 2 дадилки, од кои што една работи предпладне, една подпладне, па имат преклопување во смена, каде што се некои активности кои што можат заедно да ги извршат, да подготват оброци, да ги прошетат децата. Така да, во таа насока, доколку дадилката има соодветни вештини и квалификации, може би може да се справи со предизвик кои што очекуваат родителите од неа, меѓутоа сепак е тоа проценка. А добро, со оглед на возраста, дали еве вие како председателка на оваа агенција сметате дека жени кои што, за да речеме, во таа возраст може да чуваат 3 дечиња истовремено, да зборуваме дека тие дечиња се живи суштества, не само што бараат внимание, треба да бидат трите во прилично исто време најадени, можеби нели сите си имаат свои физиолошки потреби, трите треба да бидат несени премногу стабилни, треба да бидат одведени и во тоалет или без разлика, пелена да се смени и така натаму. Што мислите вие како председател? Може ли една жена на таа возраст да се справи
справи со така по-многудатно семејство, затоа што велите дека ги охрабрувате дадилките да се справат со такво нешто? Па видете, ако гледате и надвор, ако сакате да бидете најдобар во вашата професија, мора да дадете све од себе. Ама секој мора тоа и лично да го процени. Значи, ние имаме дадилки, негувателки, кои што кажуваат, јас не би прифатила да чувам 2 деца. Не се чувствувам подготвена за тоа. Тоа е тоа. Значи, Тоа е искрено, една нели? личност си го проценува свој капацитет колку што може да работи. Ме исто така вие имате и некој што ќе рече јас можам да работам и некоја административна работа, а некој друг ќе рече добро можам и нешто дополнително да работам. Знаете, индивидуално е тоа. Значи, ако некој се чувствува способен да го направи тоа и квалитетно да го направи тоа, ние го охрабруваме тоа. Дали може би никогаш, извинете ве прекинувам, меѓутоа многу е чувствителна темата, дали може би никогаш во таа проценка влегуваат и финансиските средства, дека им се потребни на тие жени, дека ете ќе се сложат да работат за некоја повисока сума, а при тоа и не се баш способни? Па, секако дека финансии можат да влијаат на одлука на една негувателка, меѓутоа, пак ќе кажам, одговорни, сериозни личности кои што го работат ова со посветеност, ќе проценат и ќе кажат јас можам ова да го правам или не можам да го правам. Ние имаме често случаи кога семејства очекуваат дадилките да работат други домашни обврски, да готват, да чистат и така натаму, и воедно да го чуваат дете. Дали е дадилка, дали е куќна помошничка и дали може, ако готви ручак за 4 члено семејство, да го чува и детето. Не... Треба да се разграничат. Да. Никако целава работа многу ми е несигурна, морам да ви кажам. Имам јас уште едно прашање, барем кога станува збор околу ангажираноста на дадилките, значи споменавме тие се во семејство, меѓутоа се случува ли градинки или други некои установи да се јават кај вас да побараат помош, им недостасува дадилка, каде што предпоставувам дека нели во таа установа или во таа градинка веќе дадилките би биле, нема да бидат само на нето плата, ќе имат предпоставувам и стаж, можеби и осигурани. Да, ние имаме соработка со приватни градинки, бидејќи државни градинки функционираат на друг систем според она што го предвидува основачот на градинката, меѓутоа приватните градинки имаат многу повеќе слобода да одлучуваат во однос на ангажирање на кадри, сепак и они се под истиот закон и исто така задолжително е да ангажират лиценцирани негувателки, бидејќи ние имаме обука, како што спомнав, верификувана од Министерство за образование, имаме одредена соработка каде што приватните градинки барат да им ги пратиме кандидати на интервјуа, на евентуално пробна работа во која што они би ги процениле понатаму дали се соодветни за вработување, и можам да кажам дека имаме веќе неколку успешни вработувања во приватни градинки од кандидати кои што имаат помината обука. Добре, Лено, мислам дека исцрпивме дел од она што Исцрпивме, јас се надевам дека законите во Македонија дефинитивно малку ќе мрднат од оваа мртва точка. Дека дури би се ангажирале можеби и помлади луѓе, би се организирале сериозни обуки, би се платила на крајот на криштата оваа професија достоинствено и како што треба да биде вистинска професија, а не вака буквално секој кој што е да кажам па никогаш и во потешкоти со екзистенција, да се нафати да чува дете, а при тоа нели да поминува низ, ќе кажам во наводници, некакви си квалификации и така, а при тоа на дело да не се покажува, затоа што овие снимки кои што ги гледаме и предходните пред неколку месеци, не знам дали ќе се сложите господја Ризанов со мене, меѓутоа се, па ќе кажам, страшни. Секако вознемирувачки, нормално е целата нација да биде потресена. Јас секако би потенцирала дека дали дадилката била лиценцирана или не, действието што го направила не може да се оправда и никако не може да се смени. Дали може да има и докторат, ако направи вакво нешто, ништо не менуваме. Меѓутоа, со регулатива, со поставување на високи критериуми, намалуваме можност и ризик вакви личности да влезат во систем за згрижување и нега на деца. И би ги посоветувала родителите да, доколку веќе ангажираат негувателка за нивните деца во домашни услови, да бират некој кој што ќе биде со нивно дете, а не покрај нивно дете, зашто улогата на дадилката не е само да е покрај детето, за да детето не е само во домот кога родителите не се тука, туку е нејзината улога сосема друга.
изгрижувачка и воспитувачка и таа улога каде што дадилката треба да ја замени мајката која во момент не е тука. Не да ја замени во улога на мајката, туку да му овозможи на детето љубов, сигурност, самодоверба и сите оние други активности што се случуваат во текот на ден со едно дете. Многу ви благодариме за гостувањето. Јас се надевам дека и те малци потикнавме да се надевам дека размислат, ќе се работиве. слушнеме подалеку. Со оглед на тоа дека постојано поднесувате и вие како здружение и Така е. апликации и така, меѓутоа, како што и сама кажавте, се уште некако работите се. Затоа сме тука да ги менуваме. Токму така, значи прво можеби што треба да се направи нешто е промена и во законските регулативи.